ова издание. Со македонското пристапување, очекувањата на американската администрација се дека до крајот на годината НАТО ќе ја добие својата 30-та членка. 11 милиарди долари кратења за странската помош од Стейт Департментот во фокусот на конгресните сведочења. Ментори се грижат за деца од дисфункционални семејства на начин кој родителите го пропуштиле. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Добри вести од Брисел. Амбасадорката во НАТО Кеј Бејли Хатчинсон очекува американскиот сенат на есен да се согласи со македонското пристапување во НАТО, известува Владимир Мирчевски. Очекувањата на американската администрација се дека до крајот на годината НАТО ќе добие својата 30-та членка, Северна Македонија. Оваа проценка изнесе амбасадорката во НАТО Кеј Бејли Хатчинсон на денешната видео пресконференција во Брисел, организирана во пресред на одбележувањето на 70 годишнината на Алијансата. Едно од прашањата беше кога во Вашингтон ќе помине протоколот за пристапување на земјата во НАТО. Треба време за да се добие одобрување од парламентите на 29 земји членки, зашто секој парламент има своја процедура. Очекувам во нашиот случај тоа да се случи на есен, тоа би сакале навистина да го видиме. Мислам дека нашиот конгрес е многу наклонет и мислам дека сенатот ќе успее тоа да го заврши. Кога ќе слушнат приказната за Северна Македонија и што се беше направено во делот на реформите со што земјата си обезбеди можност за зачленување. Со тоа и земјата ќе стане посилна, но и НАТО ќе стане посилно. Верувам дека на есен сенатот ќе се согласи со пристапувањето. До сега 9 од 29 НАТО членки го ратификуваа пристапниот протокол за Северна Македонија. А сега вестите од светот. Администрацијата на Трамп побара Мексико и трите централноамерикански држави да го запрат напливот на илјадници мигранти без документи кои се опатуваат кон САД. Шефот на кабинетот на Белата куќа Мик Мулвани истакна дека Мексико треба да ја зацврсти својата јужна граница со Гватемала за да ги спречи караваните да се движат кон север низ Мексико до САД. Половина преброени гласачки ливчиња на претседателските избори во Украина покажуваат предност на комишарот Владимир Зеленски пред актуелниот претседател Петро Порошенко. Централната изборна комисија соопшти дека Зеленски е на прво место освојувајќи 30% од гласовите, на второ е Порошенко со 17% од гласовите, а на трето е поранешната премиерка Јулија Тимошенко. За дел од експертската јавност, потребно е негување на македонско-грчки пријателски односи. Посетата на Ципрас треба да ги отвори вратите за подобрување на меѓусебната соработка, известува Мики Трајковски. Покрај историска, посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Скопје ќе има и символично значење, вели Алберт Хани, директор на Центарот за менаџмент на конфликти. Според него, тоа ќе значи отварање на вратите кон изноѓање на решенија за грешките од минатото, за кои вели дека нема да биде воопшто лесно. Тој товар од минатото сега треба полека да се реши. Се отвараат првите врати, а првата врата е нормално и таа символика што ето Ципрас доаѓа во Македонија, утре Заев ќе оди во Грција, така полека ќе се идентификуваат и некои од тие елементи кои што цело време сме ги креирале, символики кои што ни давале слика дека сме непријатели. За поранешниот министер за одбрана Зоран Коњановски земјава треба да се радува на посетата на секој премиер, вклучително и на грчкиот. Според него, Грција може да биде нашиот стратешки партнер и во делот на одбраната. Се надевам дека нашите желби за добра соработка со Република Грција ќе вродат со еден плод. За прв пат господинот Ципрас ќе дојде во Република Македонија, ќе имаме можност сигурно на ниво на две влади, на парламенти и така натаму да покажеме на кооперативност, да покажеме на добра соработка и да покажеме взаимно почитување. Како врви времето, мислам дека ќе се интензивираат и соработките на секакво поле, и на воено, и на економско, и на политичко. Експертите сметаат дека на посетата на Ципрас треба да се гледа и како на порака дека земјава во јужниот сосед ќе го има својот најголем промотор и гласноговорник во Брисел за добивање датум за почеток на преговори за членство со Европската унија. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Американскиот државен секретар Мајк Помпео застана во одбрана на предлогот на Трамп за буџетските кратења на странската помош и дипломатските активности. Ова најде на жестоки критики. Синди Сейн има повеќе.
11 милиарди долари кратења за странската помош од Стейт Департментот беше фокус на конгресни сведочења. Барањето од председателот за буџетот за 2020-та вклучува намалување на парите за бегалски кампови, за глобални здравствени програми. И председавачот демократ и највисокиот по ранг републиканец во Комисијата за надворешни работи изразија противење на предлогот. Ваков буџет, според моје мислење, испраќа сигнал дека надворешната политика на Трамп се оддалечува од светот. Американското лидерство се повлекува од многу подрачја каде е најмногу потребно и многу други земји како Кина, Русија и Иран ќе сакаат да го пополнат вакуумот. Се согласувам со председавачот. Верувам дека одредени кратења ќе имаат несакани последици на долг рок. Ова важи за клучната хуманитарна помош и програмите за развој што промовираат демократија и економски растеж, самоодржливи ресурси за намалување на ризиците од тероризам и екстремистичките идеологии. Секретарот Помпео рече дека е свесен за заканите од Кина и Русија, но оцени дека администрацијата мора да го земе предвид и товарот врз американските даначни обврзници. Треба да осигуриме дека Кина и Русија нема да имаат стратегиски напредок во ерата на обновување на трката за доминација на големите сили. Ќе продолжиме кон целосна конечна верификација од Северна Кореја. Ќе ги поддржиме граѓаните на Венецуела кон миролюбиво враќање на демократијата. Помпео најави дека во новиот предлог буџет е предвидена поддршка за демократската транзиција во Венецуела, вклучувајќи и над 500 милиони долари во вид на странска помош. Концептот на менторска грижа за децата што потекнуваат од дисфункционални семејства покажува успех во САД. Младите добиваат грижа каква што не добиле од своите родители. Тоше Огњанов ја посети непрофитната организација Best Kids од Вашингтон, која се занимава со ова социјално прашање. Без можноста да растат со родителска грижа се многу деца од сиромашни, проблематични или растурени семејства во САД. За да се надмине оваа празнина во САД се развива концептот на менторство. Мажи и жени од различни возрасти им помагаат на тие деца. Концептот покажува успех, а го водат непрофитни организации. Во Вашингтон таква организација е Best Kids, која ги спојува менторите и децата на кои им е потребна грижа. Целта ни е да им овозможиме на младите да израснат во здрави личности преку постојана грижа од возрастните. Тоа се деца што немаат можност за грижа од возрасно лице. Се обидуваме да ја пополниме таа празнина преку ментор кој ќе биде со нив, ќе им биде пријател, ќе ги води низ проблемите. Мислам дека ме научи да бидам различен од тоа што сум, да излезам од собствената школка. Но многу често односот меѓу менторот и детето е во две насоки. Децата учат од менторите, но и менторите учат од децата. Ме потикнува да ги исполнам целите што си ги поставуваме. Тоа ме прави среќен, зашто кога ќе отидам дома, знам дека сум направил нешто што сакам. Младиот Бред и неговиот ментор Тајрон се една успешна приказна. Сакаме скейтбординг, а некогаш одиме на голф. Со програмата на Best Kids се опфатени 160 деца и млади на возраст од 6 до 21 година. Во голем дел од случаите и нивните родители имале слично минато, без социјална сигурност. Тоа се пренесува и на нивните деца. 98% се од афроамериканско, а 2% се од латиноамериканско потекло. Многумина од нив се од најсиромашните делови на Вашингтон. Голем дел од нив на почетокот се под стрес, се лутат за тоа што го искусиле, немаат соодветна социјална позадина, затоа тука се менторите кои работат со нив и им помагаат да развијат подобро однесување. Менторите работат волонтерски. Тоа се лица што сакаат да придонесат за заедницата. Тие и децата самите одлучуваат како ќе го поминат времето. Некогаш тоа се заеднички спортски активности или прошетка во парк, одење во театар, кино, библиотека. Битно е детето да добие чувство дека некој е покрај него. Како што ни објасни од Best Kids, децата ги гледаат менторите како сопствени херои. Во тој дух ќе биде и хуманитарната трка, што на крајот од април ќе се одржи во Вашингтон. А во чии рамки, менторите и децата ќе трчаат во костуми на суперхерои. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шјакова од студиото во Вашингтон. Гледајте не утре во истото време. Довидување.